Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во претходната епизода почнавме со обработка на глава 2 од Евангелието според Лука, каде имаме извештај за раѓањето на Господ Исус. Сакам само да нагласам дека во ова Евангелие не читаме за некој кој е само човек, туку за Богочовекот Исус Христос, така што од таа гледна точка Евангелието е извештај за Божјото отелотворување и живење тука на земјата. Во претходната епизода стигнавме до средбата на Јосиф, Марија и Исус со Симеон, која се случи во храмот. Бог на човекот по име Симеон му откри дека тој нема да го напушти светот, се додека со своји очи не го види спасението. Во стих 30 тој вели: "Моите очи го видоа спасението", а потоа во стих 31 продолжува со: "Што си го приготвил пред лицето на сите народи". Ова е особено важна изјава, која излезе од устата на евреин. Во тоа време, голем дел од евреите сметаа дека Господовото спасение ќе дојде само за еврејскиот народ и ќе се однесува на ослободување од римската окупација. А Симеон вели дека Господ пратил спасение пред лицето на сите народи, односно, покрај другото, тоа значи дека спасението им е достапно на сите народи. Не знам дали ќе се сетите, но Бог му кажа на Авраам дека преку неговото потомство сите народи ќе бидат благословени и преку Исус Христос тоа ветување се исполни. Иако Евангелието првично им беше дадено на евреите, уште од самиот почеток беше јасно дека ќе важи и за нееврејските народи. Господ Исус не дојде да ги спаси евреите од римската окупација, туку сите луѓе од силата и вечните последици од гревот. Стих 32. Светлина за просвета на незнабожците и слава на твојот народ Израел. Симеон го нарече Господ Исус светлина, а години подоцна самиот Господ Исус им се откри на своите ученици како светлината на светот. Стихови 33 до 35. А Јосиф и мајка му се восхитуваа на она што зборуваше за него, па ги благослови Симеон и рече на Марија, мајката негова: "Ете, овој е поставен за паѓање и издигнување на мнозина во Израел и е знак против кого ќе се говори, а и тебе самата, меч ќе ти ја прободе душата, за да се откријат мислите на многу срца." Марија плати голема цена за тоа што беше мајка на Спасителот на светот. Доколку можете, обидете се да замислите како се чувствуваше додека седеше под крстот и гледаше како нејзиниот син е распнат. Исусовиот крст има допрено многу луѓе низ историјата. Некои од нив само поверувале во Христовото дело, други пееле за крстот, трети пишувале за него, проповедале и така натаму. Но убеден сум дека ниту еден човек не бил толку допрен од крстот на Голгота како Исусовата мајка Марија. Кога таа стоеше под крстот и го гледаше својот син закован на него, нејзиното срце беше скршено и во тој момент се исполнија зборовите кои предмалку ги прочитавме. Симеон и рече дека меч ќе ја прободе душата. Од една страна, Марија ја имаше најголемата привилегија, преку неа да се отелотвори вечниот Господ, но, од друга страна, и беше нанесена и најголемата болка. Но, тоа беше потребно за многумина да го добијат спасението. Тука сакам да нагласам дека страдањето на Марија на ниту еден начин не придонесува за вашето, ниту пак за нејзиното спасение. Тоа страдање е само поврзано со фактот дека е мајка на Спасителот на светот и што и беше доверена задачата да го израсне оној кој со животот плати за гревовите на луѓето. Стихови 36 до 38.
Таму беше и пророчицата Ана, ќерката Фануилова од Асировото племе. Таа беше во поодминати години, а со мажот проживеала само 7 години по моминството свое. Таа беше вдовица на околу 84 години. Не се оддалечуваше од храмот и му служеше на Бога со пост и молитва дење и ноќе. Во тој час таа пристапи и почна да го слави Господ и им прикажуваше за него на сите што очекуваа избавување на Ерусалим. Пророчицата Ана му благодари на Бог поради тоа што со своји очи можеше да го види избавувањето кое тој го прати. Нејзините мотиви беа исти како оние на Симеон, но Лука ја нема запишано нејзината песна. Интересно е тоа што во ова Евангелие не ни е даден ниту извештај за посетата на мудреците од Исток. Предпоставувам дека според Лука, таа средба немала голема важност во целината која сакал да им ја представи на грците. Но, како што можете да забележите, од друга страна, Лука пишува за други средби и случки кои ги нема во останатите Евангелија. Стихови 39 и 40. И кога извршија се по законот Господов, се вратија во Галилеја, во градот свој Назарет. А детето растеше и крепнеше со духот, исполнувајќи се со мудрост и благодата Божја беше врз него. Лука не пишува ништо во однос на одењето на Јосиф, Марија и Исус во Египет. Интересно е тоа што во западниот христијански свет, особено во последниот половина век, многу луѓе се дрзнаа да пишуваат книги во кои ги обработуваат оние години од животот на Господ Исус за кои не пишува ништо во Евангелијата. Не знам дали има потреба да нагласам, но тие книги се полни со бесмислици, особено затоа што инсистираат дека семејството на Исус се преселило во друг дел од светот, каде Исус бил поучуван во духот на други религии кои Светото писмо јасно ги смета за лажни. Да се навратиме назад на Евангелијата. Во нив ни се опишани првите денови од животот на Господ Исус и потоа годините откако почна со неговата јавна служба. Единствен исклучок за тоа е следната случка. Стихови 41 до 43. И секоја година родителите негови одеа во Ерусалим на празникот Пасха. И кога тој беше на 12 години, тие отидоа во Ерусалим според обичајот за празникот. Но, кога се завршија празничните денови, додека се враќаа дома, детето Исус остана во Ерусалим, а неговите родители не го забележаа тоа. Кога евреите одеа во Ерусалим со цел да му се поклонат на Бог за религиозните празници, тие најчесто патуваа во групи. Се верува дека мажите патувале заедно во групи, жените патувале заедно во групи, а исто така и децата. Кога Јосиф и Марија отидоа во Ерусалим при оваа конкретна случка, тие ја исполнија целта за која тргнаа и потоа се вратија назад, мислејќи дека Исус е заедно со другите деца. Откако патуваа некое време, можам да замислам како Јосиф и вели на Марија: "Каде е Исус?" А Марија му вели: "Мислев дека ти го наблюдуваш." Јосиф одговара: "Не, јас мислев дека ти го наблюдуваш." И тогаш почнаа да го бараат и сфатија дека го нема. Кога се вратија назад во Ерусалим, Лука вели дека го најдоа во храмот. Не само тоа, туку го најдоа во храмот обкружен со возрастни луѓе кои му поставуваат прашања, а тој ги одговара. Сигурен сум дека Јосиф и Марија воопшто не го очекуваа тоа. Забележете што вели Лука за тој настан. Стихови 47 до 51. Сите што го слушаа беа восхитени од неговата остроумност и од неговите одговори. Кога го видоа, се зачудија и неговата мајка му рече: "Синко, зошто ни направи така? Ете, татко ти и јас се измачивме барајките." А тој рече: "Што сте ме барале? Зар не знаете дека јас треба да бидам во она кое што е на мојот татко?" Но тие не ги разбраа зборовите што им ги кажа тој. И тој слезе со нив
па појде во Назарет и им беше послушен, а мајка му ги зачува сите тие настани во срцето свое. Лука вели дека Исус им беше послушен на Јосиф и Марија. Тоа е интересен коментар во кој има важна поука за денешните деца и оние кои се близу до тинејџерските години. Кога се случија овие нешта за кои читавме, Исус имаше 12 години. 12 годишните деца се наоѓаат во многу интересна фаза од животот, затоа што се приближуваат до тинејџерските години, кога стануваат малку поживи, побунтовни, сакаат да ги имитираат возрастните во нивното однесување, начин на облекување и слично. За децата кои сакаат да живеат побожно, овие стихови нудат добар совет како можат да го сторат тоа, доколку се послушни на нивните родители. Тоа не значи дека родителите се совршени, но децата треба да им бидат послушни. Така не учи и една од 10 Божји заповеди, да ги почитуваме родителите. Стих 52. Исус пак напредуваше во мудроста и возраста и во милост кај Бога и кај луѓето. Заборавете ги оние книги кои се неодамна пишувани, во кои наводно ни откриена тајната на Исусовото детство и што тој правел до својата 30-та година. Еве го извештајот на доктор Лука, кој го има добиено од прва рака. Тој вели дека Исус напредуваше во мудроста и возраста и во милоста кај Бога и луѓето. Со други зборови, Исус растеше физички, ментално и духовно. Тоа е се што треба да знаеме. Во глава 3 ни е опишана службата на Јован Крстителот. Ке почнеме со читање на првиот стих. Во 15-та година од владеењето на царот Тиберий, кога Понтиј Пилат беше управител во Јудеја, а Ирод четворовласник над Галилеја, и Филип, брат му, четворовласник на покраината Итуреја и Трахонитида, и Лисани, четворовласник на Авилинија. Овој стих ни дава доста информации со историска важност. Како што можете да забележите, Лука е доста детален во својот извештај. Во стихот кој го прочитавме се спомнати 6 ликови и исто така неколку локации. Зошто Лука ги спомнува сите нив? За да им даде на своите читатели конкретна временска рамка во која се случија настаните за кои пишува. Во следниот стих пишува кои беа првосвештеници во тоа време. Таму се вели: во времето на првосвештениците Ана и Кајафа. Зошто двајца првосвештеници? Зарем Мојсеевиот закон не предвидуваше само еден првосвештеник? Самиот факт што во тоа време имаше двајца првосвештеници е доказ за римското влијание дури и во религиозниот систем на евреите. Ана беше поставен за првосвештеник според редот, а Кајафа беше поставен на таа позиција од страна на римската власт. Стих 3. Дојде Божјата реч до Јован, синот на Захарија, во пустината, и тој го обиколи целиот крај околу Јордан, проповедајќи покајно крштавање за проштевање на гревовите. Интересно е тоа што Јован отиде да проповеда во пустината наместо да служи во храмот. Да ве потсетам дека татко му Захарија беше свештеник, што значи дека и Јован потекнуваше од свештеничко племе. Но, наместо да се придружи на свештенството, кое очигледно дека во одредена смисла беше корумпирано од страна на римската власт, Јован одлучи да оди во пустината и служеше како пророк. По раѓање му следуваше да биде свештеник, но по Божји повик тој беше пророк. Патем, Јован Крстителот беше на вистина необична личност, која очигледно има споредна улога во Евангелието. Но, многу нешта во однос на Јован беа несекојдневни. Например, според тоа што го прочитавме од првата глава од Евангелието според Лука, знаеме дека неговите родители го добија кога беа во поодминати години. Неговото раѓање и животен повик беа најавени од страна на ангел.
Лука не ни дава никаква информација за неговото детство, само го спомнува раѓањето и следното нешто што го знаеме за него е поврзано со неговата јавна служба. Последниот стих кој го прочитавме јасно кажува дека неговата порака се однесуваше на крштевање преку покаяние. Во христијанската теологија, Јован е познат како последниот пророк и мостот помеѓу Стариот и Новиот Завет. Како и сите други пророци, и тој го повикуваше народот назад кај Бог преку вера и покаяние. На некои луѓе им се допаѓаше таа порака, на други не. Токму оние на кои не им се допаѓаше таа порака, го погубија. Патем, до ден денешен, пораката на пророците не е добре дојдена кај луѓето. Пророците никогаш не биле и нема да бидат омилени помеѓу народот. Тоа е така, бидејќи тие ја зборуваат вистината и не им ласкаат на луѓето. Стихови 5 до 7. Секоја долина нека се исполни, и секоја планина и секој рид нека се снизат. Кривините нека се исправат и нерамните патишта нека се израмнат, и секое тело ќе го види спасението Божјо. А на луѓето што доаѓаа кај него да ги крсти, им велеше: рожби змиини, кој ве научи да бегате од гневот што ќе дојде? Се прашувам колку долго луѓето би трпеле некој проповедник ако во недела наутро застане и пред целата црква им каже на присутните: рожби змиини. Чисто се сомневам дека на таквиот ќе му биде дадена уште една прилика за проповедање. Луѓето ќе сакаат што побрзо да се ослободат од него. Јован Крстителот беше доста сериозен и директен во својата порака. Не знам дали Бог бара и очекува од денешните пророци и проповедници да зборуваат исто како Јован, но сигурен сум дека Бог сака неговите слуги да бидат искрени и директни со оние кои ја слушаат нивната порака. Стих 8. Но створете плодови достојни за покаяние и не почнувајте да зборувате во себе: Авраам е нашиот татко, зашто ви велам дека Бог може и од овие камења да издигне чеда на Авраам. Што е поентата на овој стих? Јован сака да им даде на евреите до знаење дека само затоа што се Авраамови потомци по тело, тоа не значи дека имаат слобода да живеат во грев без вера, а сепак да ја уживаат Божјата благонаклоност. Бог од секој од нас бара лична вера, затоа Јован бараше од своите слушатели да се покајат, бидејќи само оние кои имаат лична вера, само оние кои живеат покајнички живот се вистински Божји чеда и го имаат вечниот живот. Ова се однесува и за вас денес, кои ја слушате оваа порака. Може би сте слушнале дека Бог ве сака, ама таа вистина не го менува, ниту пак го допира вашето срце. Сакам да ве охрабрам добро да го преиспитате својот живот и да се покаете. Може би во вашиот живот има некој грев за кој сте свесни или може би не сте свесни, но токму тој грев го попречува спасителното дело во вас. Затоа, покајте се. Бог може и сака да ви прости, сака да ви ја даде привилегијата да се наречете Негово дете и да ви го даде вечниот живот во наследство. Во книга Дела, глава 10, стих 31, читаме: Поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш. Тоа ветување се однесува и на вас денес. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com.
Следете ги нашите страни низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.